Добро вечер, започнува светот денес на Тера. Еве ги вестите на денот. Нема промена во работата на музичкото училиште во Битола. Тргната од дневен ред точката за продажба на фудбалскиот клуб Пелистер. Вечерва со Владо Јаневски завршува Битфест. Берлин и Брисел со јасна намера за решавање на проблемите на земјите од Западен Балкан. Веста дека ќе се затвора нижото музичко училиште во Битола е само шпекулација, вели директорката за Тера телевизија. Од понеделник школската година почнува исто како и ланската. Стево Бешуровски. Шпекулација се информациите дека згаснува со работа нижото музичко училиште во Битола заради просторниот проблем. Првиот човек на музичкото училиште Марина Коруновска за Тера вели дека на 1 септември работата и наставата продолжуваат исто како и ланската година. Средното училиште во долниот објект, а нижото во зградата на булеварот 1 мај. Во меѓувреме течат подготовките за следување на сите потребни работи за правно регулирање на договорите за зградите каде што се одвива наставата. Се чека Министерството за образование како надлежно за ова средно училиште во Битола да донесе решение околу имотно-правните работи, но тоа не значи загрозување на наставата ниту за средното, ниту за нижото училиште, вели Коруновска. Има повеќе варијанти кои се разгледуваат меѓу училиштето, Министерството и Општина Битола, која, како што рече градоначалникот Талески на последната седница на Советот, Општината е подготвена да помогне во се што е нејзина ингеренција, но прво тоа треба да се регулира од страна на Министерството. Дека постојат проблеми со сопственоста на зградите каде се одвива наставата, нек не зборуваше и градоначалникот Талески на седница на Совет. Тоа е работа на Министерството за образование, а општината ќе помогне во се што може, односно онаму каде што има ингеренци. Меѓутоа, тука има една постапка која што ќе мора да се дозаврши, имено размената на простор од Министерството за образование не е одобрена. Министерството за образование дури сега се информира дека всушност меѓу двете училишта е подпишан договор некаде пред можеби 9 или 10 години и тие меѓусебно направиле таков договор, така што сега кога музичкото училиште побарува помош, треба побарува за објектот во кој што со документи е сместено, тоа е карши општината. Значи, заради поголемата заинтересираност на децата во основно училиште, музичко основно училиште, кој што практично се голем извор и генератор на заинтересирани средношколци да се запишат во музичкото училиште, направен е договор да се отстапи простор на средното музичко училиште во училиштето кое што е под надлежност на локалната самоуправа. Така што јас очекувам деновиве да го добиеме одговорот од Министерството за образование. Доколку тоа остане така и се прифати така како што се договориле двете училишта, тогаш поедноставно ќе се заврши реконструкцијата, а доколку не, тогаш државното музичко училиште ќе мора да си побара начин каде и како да се проширува во иднина. Во таа смисла, ние не отстапуваме од она што го ветивме и понатаму ќе им помогнеме, меѓутоа дефинитивно целосното решение треба да си го најдат со документ заедно со Министерството за образование. Очекувам овие денови да добиеме таков одговор, овие информации ги имам досега и затоа ви ги пренесувам. Доколку добиеме нова информација дали се одобрува таквото отстапување на простор или се предлага друг простор, таа информација ќе имате. Како и да е, во секој случај дали се работи за овој простор или за некој друг, убеден сум дека ќе треба да пристапиме со финансиски средства за реконструкција или подобрување или санација на сегашниот простор, односно, ако се предложи некој друг простор, тогаш со санација, реконструкција, прилагодување или адаптација на тој идниот простор. Во секој случај, долги години, значи тоа е направено можеби повеќе од 10 години, ќе мора овој проблем да се реши и со документи. Вака останува на добра волја, сакаме или не сакаме, едноставно мора да се реши и правно, со валидни документи и со договори кои што ќе бидат потврдени, подпишани и од Министерството за образование. Во секој случај, почитувани советници, треба сите да знаеме дека средното музичко училиште е единственото училиште во градов кое што не е во надлежност на локалната самоуправа. Значи, сите основни училишта и останатите средни училишта се во надлежност на локалната самоуправа, се разбира во оној дел кој што е предвиден со децентрализација, а останатиот дел, како и секаде, знаете, со трансакции, блок дотации и така натаму, а средното музичко училиште и понатаму е директно под ингеренција на Министерството за образование. Но без разлика на тоа, како и да е, ние и понатаму остануваме на ставот дека сакаме и сме подготвени да помогнеме, но документот
дефинитивен, треба средното музичко училиште да си го добие од Министерството за образование. Продажбата на фудбалскиот клуб Пелистер тргната како точка од дневен ред на денешната седница се враќа на повторно разгледување во Комисијата за млади и спорт, заедно со забелешките од дискусијата на Советот и новите најави односно интерес на два нови субјекти, битолски компании да се јават за купување на фудбалскиот клуб Пелистер. Одложена е продажбата на фудбалскиот клуб Пелистер за одредено време и точката за негова продажба е вратена на доработка на Комисијата за млади и спорт. Вака денеска битолските советници одлучија по предлог на градоначалникот Владимир Талевски. Имам еден предлог, бидејќи во меѓувреме, кога одложивме точката, има некои дополнителни нови интересни моменти, кои што мислам дека би биле во прилог за дефинитивно решавање на целокупната организација, менеджирање и условите, посебно финансискиот аспект и делот на континуитет на фудбалскиот клуб Пелистер, сакам да ви предложам оваа точка да ја вратиме на повторно разгледување на комисијата. Ево зашто. Мислам дека не треба само финансискиот аспект да се гледа во оваа ситуација, туку пред се и најважно е континуитетот што ќе се обезбеди од неколку години на фудбалскиот клуб Пелистер и се разбира сигурната финансиска поточка на фудбалскиот клуб, за да може оној кој што ќе влезе во клубот реално да планира со кои фудбалери, со кои играчи, со која екипа долгорочно ќе работи за усовршување и надградување на фудбалскиот клуб Пелистер. Значи, во оваа ситуација сакам да окажам на еден важен момент. Значи, престојат неколку важни утакмици, едната е викендов и сакам да замолам сите луѓе кои што се заинтересирани, се дел од управата или можеби не се дел од управата. Значи, да не го злоупотребуваат моментот додека донесе им одлуката. Значи, како потврда на тоа, сакам да кажам дека општината, без разлика кога ќе донесе одлуката, 100% стои за сите работи кои што сме ги кажале, сме ги ветили кон фудбалери. Опозицијата е спремна да ја поддржи одлуката доколку е во интерес на сите инволвирани субјекти. Почитувани присутни, навистина ми е посебно драго, токму заради тоа што опозицијата имаше обсежна дискусија за оваа проблематика, создаде на тој начин услови да го доживееме денес на овиот момент, да ја дочекаме новата ситуација и се надевам во иднина навистина да го најдеме правото решение за фудбалскиот клуб Пелистер. Исто така, сакам да истакнам дека опозицијата е спремна да поддржи понуда кој што навистина ќе понуди решение и ќе го реши проблемот со фудбалскиот клуб. Во Комисијата за спорт и млади, председателот на Советот Ангелевска рече дека има представници од опозицијата. На почеток сме на креирање на една нова одлука, дали нас, како што не фалевте прошлата седница, или нашите колеги кои ги фалевте, дека има добри и конструктивни предлози, ќе ги повикате и ќе ги цените нивните мислења во креирањето на новите договори и во новиот момент. Тоа е моето прашање. Според кажаното на денешната седница за фудбалскиот клуб Пелистер имало и нови заинтересирани субјекти. Мислам дека не треба да се донеси ни една пребрзана одлука, кога веќе долго не сме имале дефинитивната одлука, мислам дека неколку дена нема да бидат проблем. И затоа сакам да ве замолам оваа точка да се врати на комисија, да се доразгледа, да се видат сите аспекти, истата да се модифицира или да се предложи друга точка. Значи комисијата да размисли со сите аргументи, а јас до комисијата ќе им дам и дел од она што го имам и како писмена понуда во оваа пауза ден 2. Дури денеска добив исто така нови понуди. Мислам дека е во интерес на решавање од овој аспект на проблемот и мислам дека тоа е во интерес на целината. Инаку понуди за купување на фудбалскиот клуб Пелистер досега поднесоа кипарскиот бизнисмен Гаврил Папанастатос и фирмата Цермат од Битола. Половина Битола без струја. Нешто после планне центарот на Битола остана без струја. Се појавил дефект на трафостаниците Битола Запад и Термо, заради тоа што корисниците од трафостаниците Битола 3 и Битола 4, кои се снабдуваат од овие две, биле префрлени на Битола Запад и Термо, пошто дојде до преоптоварување на системот и истите паднале од мрежата. Битола 3 и 4 биле исклучени од мрежата заради работа на МЕПСО на реконструкцијата на далноводите во Битолско. По неколку часа состојбата се нормализираше. А еве што друго ќе гледате во продолжение.
Вечерва со Владо Јаневски завршува Битфест. И за самитот во Берлин, за иднината на Западен Балкан, покусата пауза. Останете со нас. Со концертот на Владо Јаневски ќе се затвори Битфест 2014. Промоција на документарен филм и изложба Европските вредности на младите и културата во Битола. Нокаут со спектакуларен концерт во Битола. Шпекулација со информациите дека згаснува со работа нижото музичко училиште во Битола заради просторни проблеми, вели директорката Коруновска. Советот на Битола одлучи точката од дневен ред за продажба на ФК Пелистер да ја врати на повторно разгледување и правно дооформување на Комисијата за спорт и млади. Според предлагот, гестацијски носител е жена која носи ембрион или фетус кој бил зачнат со постапка на биомедицинско потпомогнато оплодување и кој е добиен со спојување на јајцеклетка и сперматозоиди на жена и маж кои се во брак и која ќе го предаде на брачната двојка детето по неговото раѓање. Во пукање во Јужна Митровица убиено едно лице, двајца се тешко повредени, сите тројца биле албанци на кои со огнено оружје било пукано од непознат правец додека сечеле дрва. Полицијата во Шкотска истражува постапката за продажба на гласови за референдумот на независност на државата кој ќе се одржи на 18 септември. Агенцијата за бегалци на Обединетите нации соопшти дека поради граѓанската војна во Сирија околу 3 милиони луѓе напуштиле земјата, што е за 1 милион повеќе во однос на лани. На списокот на заклучоци повторени се проблемите со плурализмот во медиумите, со независноста на судството, со нулта толеранција на корупцијата, со независните синдикати, со политичкото влијание врз економијата. Германија истакна дека самата ќе работи на засилување на слободата на медиумите. Земјите од регионот се согласиле дека енергетската политика е од растечко значење за нив. Балканските лидери се задоволни од најавите на Германија и германската канцеларка Ангела Меркел околу европската перспектива на земјите од Западен Балкан. Велат, ова е позитивен сигнал за регионот и интеграцијата во Европската унија. Македонскиот премиер Никола Груевски по конференцијата која што беше одржана вчера во Берлин изјави дека има јасна намера кај Германија, но и кај Европската комисија за поголемо влијание во поглед на отворените прашања кои ги има во регионот, меѓу кои прашањето за името меѓу Македонија и Грција, проблем кој во моментов е главната препрека за интеграција на Македонија во Европската унија и НАТО. Српскиот премиер Александар Вучиќ изрази задоволство од конференцијата организирана од страна на Меркел, потенцирајќи дека некои српски предлози наишле на одобрување од страна на Берлин. Косовскиот премиер во заминување Хашим Тачи им се заблагодари на својот српски колега Вучиќ и шефот на српската дипломатија Ивица Дачиć околу нивната улога во постигнувањето на првиот договор меѓу Белград и Приштина, кој резултираше со бриселските документи. Иницијативата на Меркел беше поздравена и од единствените двете земји од поранешна Југославија, кои се сега дел од Унијата, Словенија и Хрватска. Има јасна намера кај Германија, но и кај Европската комисија повеќе да влијаат и да се вклучат во олеснувањето на разрешување на различните проблеми со кои се соочуваат државите во регионот, изјави македонскиот премиер Никола Груевски по самитот Германија, Европска унија, Западен Балкан, што вчера заврши во Берлин. Во политичкиот дел за Македонија главно беше спомнато проблемот што ни го има отворено нашиот јужен сосед пред повеќе од 20 години. Практично тоа беше единственото што се спомна во делот на политиката, што се нагласи, за што се разговараше и за што се потенцираше дека е добро да се реши колку што е можно побрзо, бидејќи тоа е клучниот проблем зашто Македонија ги нема започнато преговорите за членство во Европската унија и тоа не е тајна. Мислам дека и овде во Берлин и во Брисел веќе имаат јасно формирана слика дека стоењето во место по однос на решавање на ова прашање во моментот
најмногу доаѓа од причина што нашиот южен сосед во моментот не е подготвен да разговара за изнаоѓање на решение заради други проблеми. Македонскиот претседател Ѓорге Иванов учеството на инаугурацијата на новоизбраниот претседател на Турција Реџеп Тајип Ердоган во Анкара го искористи за неформални средби со неговите колеги. На средбите претседателот Иванов им го честиташе преземањето на новите функции на претседателот на Турција Реџеп Тајип Ердоган и на новиот премиер Ахмет Давутоглу. Во разговорите, како што информираат од кабинетот на Иванов, заемен заклучок бил дека во наредниот период во фокусот на соработката треба да бидат економијата и инвестициите. На интерес на соговорниците, претседателот Иванов ги запозна со актуелните политички и економски состојби во Македонија. На средбите беше разговарано и за состојбите во евроатлантските интеграции на Македонија, како и за предстојниот НАТО самит во Велс. Беше договорена динамика на средби и размена на посети во наредниот период, соопшти од кабинетот на македонскиот претседател, кој во Турција се сретнали со емирот од Катар и претседателот на Казахстан Назарбаев. Манифестацијата Славење на Пирејот во чест на Петре М. Андреевски се одржа во селото Слојштица Демирхисар. На Голема Богородица во 18 часот камбаната на црквата Свети Атанасий, село Слојштица, ги повика посетителите и почитувачи на Петре М. Андреевски и неговите пораки за истрајноста на македонскиот бит на 8-то Славење на Пирејот. Годинава манифестацијата е во знакот на 80 годишнината од раѓањето на великанот, која преку целата година се чествува низ земјата со пригодни сеќавања. Честа на беседење за Петре овој пат им припадна на членовите на Македокс, фестивалот на креативен документарен филм, кој што годинава ја одбраа Слојштица и уметничкото гумно за седиште од каде што го реализираат својот проект патувачко кино низ селата од Демирхисарскиот регион. Во рамките на годинешната програма на мостот Беларака беше откриена и скулптура на нашиот истакнат режисер Владо Цветановски, кој беше еден од идејните татковци на манифестацијата. Автор и донатор на скулптурата е Жарко Башевски. Ово годинешното славење на Пирејот е збогатено со уште 2 изложби и проекција на документарни филмови на Македокс. Еве што донесува светот. Дали Русија влезе во Украина, светот во паника. И за други вести од светот по паузата, останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: дали го користите бесплатниот железнички превоз? Да? Не. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. НАТО ја повика Русија да ги прекине илегалните армиски операции во Украина. Москва негира вмешаност во борбите во источниот дел на земјата. Украинскиот совет за национална безбедност и одбрана соопшти дека 10 војници загинале, а 30 биле повредени во борбите со проруските сепаратисти во источна Украина во изминатите 24 часа. Борбите се интензивираа откако сепаратистите отворија нов фронт по напредокот на украинската војска во Донецк и Луганск. Обединетите нации соопштија дека 2593 лица загинале досега во конфликтот во источна Украина. Киев побара поддршка од НАТО во борбата со бунтовниците кои што започнаа контраофанзива, наводно со помош на Москва за повторно заземање на неколку области во источна Украина. Расмусен најави дека наредната недела на самитот на НАТО ќе изрази безрезервна поддршка за Украина на претседателот Петро Порошенко. Русија во повеќе наврати негираше дека ги вооружува проруските сепаратисти или пак дека испраќа своји војници во Украина. НАТО пак објави сателитски снимки за кои што вели дека потврдуваат дека руските сили се вклучени во армиски операции на територијата на Украина. Порано неделава украинските сили уапсија група руски војници кои што ја минале границата. Руските власти тврдат дека тие случајно го сториле тоа. Американскиот претседател Барак Обама ја обвини Русија дека ги поддржува, обучува, вооружува и финансира сепаратистите во Украина, но ја отфрли можноста од американска воена акција против Русија и наместо тоа најави можно проширување на санкциите.
Обама на пресконференцијата во Белата куќа најави дека со сојузниците ќе ја разгледа можноста за ширење на економските санкции против Русија, откако украинските власти ја обвинија Москва дека испратила војски во Украина, каде што проруските бунтовници неколку дена територијално напредуваат и од украинската армија преземаа многу градови, а се закануваат и на пристанишниот град Мариупол, кој од април го контролира Националната гарда на Украина. Меѓутоа, американскиот претседател, како и претходно портпаролката на Стејт Департментот Джен Псаки, избегна руските наводни воени акции да ги нарече инвазија и ја исклучи можноста од американски воен ангажман во Украина, истакнувајќи дека мора да се изнајде дипломатско решение. Джихадистите од Исламската држава на своите веб страни објавиле фотографии и снимки од убиства, како што тврдат на повеќе од 200 сириски војници кои ги заробиле кај воената база во градот Рака. Фотографиите и снимките кои прикажуваат стотина војници кои во колона минуваат низ пустина, облечени само во долна облека, почнала денес да се шири на социјалните мрежи. Снимката наводно прикажува војници кои се носат на стрелање. За разлика од досегашната пракса на ИСИЛ, засега не биле објавени снимки ниту фотографии кои докажуваат дека сириските војници се погубени. Изворите од Сирија тврдат дека снимката не прикажува сириски војници, туку членови на племето Шейтат, кои бил убиени на почетокот на овој месец. Неколку млади активисти од Рака, сирискиот град кој е центар на джихадисти, секојдневно ги ризикуваат своите животи, тајно снимајќи ги бруталните злосторства кои постојано ги прават припадниците на ИСИЛ. Научници открија 345 мутации на вирусот Ебола. Специјалистите го секвенционирале геномот на 99 вируси земени од 78 пациенти во Сиера Леоне во првите 24 дена на епидемијата. Резултатите од генетската анализа се објавени во денешниот број на списанието Science. Во геномот на вирусот се откриени над 300 измени кои се издвојуваат вирусот Ебола од оваа епидемија од оние од претходните. Многу од предметните мутации предизвикуваат промена во протеините кои можат да служат како мета за лековите и вакцините. Научниците направиле каталог од 345 мутации до кои ќе имаат пристап сите истражувачи. Те исто така откриле доказ дека епидемијата започнала со инфицирање на еден човек. Оваа епидемија е предизвикана од заирскиот подтип на вирусот убиец, кој е најопасниот. Таа е без преседан по своите размери. За споредба, при епидемијата во 1976 година имало 318 случаи на инфекција. Сега и за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево.
Славната холивудска двојка Анџелина Џоли и Бред Пит се венчале на тајна церемонија одржана во Франција изминатиот викенд, потврдил нивниот портпарол за агенцијата Associated Press. Представниците на популарната двојка ја открија оваа вест во медиумите вчера попладне. Се претпоставува дека се венчале во малата капела во замокот Миравал на југот на Франција, кој го купиле уште во 2008 година. Самата венчавка била граѓанска, без верски обележја, а на неа присуствувале пријатели и членови на семејството, како и нивните 6 деца. Најстарите синови, Медокс и Пакс, ја испратиле својата мајка до олтарот, додека ќерките Захара и Вивиен фрлале венечни ливчиња од рози за неа. Кај олтарот ги дочекале ќерката Шало и синот Нокс, но ги држеле и венчалните прстени. Вечерва во Битола со концерт на Владо Јаневски на Хераклеја од 21 часот завршува битолското културно лето Битфест. Преку 270 настанеа пред свеченото затворење во магазата изложба, односно ретроспектива на Битфест преку фотографии. Па еве, вечерва навистина наше големо задоволство. Стигнавме и до крајот и на овој Битфест. Значи 9-ти поред, следната година ќе имаме јубилеен 10-ти Битфест. Вечерва имаме повеќе содржини и се разбира последната содржина. Ја користам и ова прилика еве да ги поканам сите наши граѓани масовно да дојдат во Хераклеја. Ќе имаме еден очекувам преубав концерт на Владо Јаневски во живо со еден многу убав бенд и очекуваме голема посетеност, така што вака гледано генерално се уште не сме ги направиле прецизно сите анализи, но генерално многу сме задоволни за тоа што имавме оваа година најголем број настани, значи околу 270, сето тоа ќе го систематизираме и очекувам да направиме посебен прес, посебна информација за се што се случуваше на Битфест. Мислам дека нашиот концепт функционираше одлично, затоа што тоа е концепт кој што треба да ги задоволи вкусовите и генерацијски, но и како вкусови. Некој сака повеќе музика, некој сака театар, некој ликовни изложби и така натаму. Сеедно мислам дека секој најде содржина, што на некој начин му го исполни времето во овие летни денови. Значи имавме голема посетеност и од нашите сограѓани, нашите млади луѓе, нашите граѓани, но и од оние кои што беа дојдени на гости од прекоокеанските земји, од околните градови, од Република Македонија и околината. Така што мислам дека е една голема придобивка, затоа што Битфест е единствениот фестивал кој што има ваков концепт во пошироко обкружување. Значи зборувам и во балкански, па и во пошироки рамки, затоа што изнеден е рецептот, начинот на комуникација, поврзување на ингеренциите што ги имаат и националните институции, но и локалната самоуправа. Значи, мислам дека тешко ќе најдеме граѓанин или посетител кој што ги види сите 270 настани, затоа што физички тоа навистина беше невозможно, но таа е голема бројка, така што секој можеше да си одбери на кој од настаните е во можност и сака да присуствува. Значи, јас не би фаворизирал никого, затоа што сите имаат своји специфики. Значи, имавме и класичен дел, класична музика, каде што можеби имаше помал број публика, но тоа не значи дека имаше помала вредност. Тука е крајот на Светот денес. Ви благодариме за вниманието. Имајте пријатна вечер со Тира телевизија.